Една недела пред клучните избори, лидерот на босанските срби Милорад Додик отпатува за Русија за трката во Формула 1. Не затоа што е голем обожавател, туку на уште една средба со рускиот председател Владимир Путин. Ова очигледно беше прикажување на влијанието на Русија во еден од најчувствителните региони во Европа, Балканот, каде што Западот се обидува да поттикне помирување и реформи по бруталната етничка војна. Кратката можност за фотографирање со Путин му помогна на Додик да добие трката за да го пополни српското место во тричленото председателство на Босна. Додик отворено се залага за тоа србите да бидат разделени од остатокот од Босна и е санкциониран од Соединетите држави за неговата политика. Но тој се покажа како клучен сојузник во обидите на Москва да ја подкопа западната политика на балканската интеграција. Додека влијанието на Русија е најочигледно на Балканот, порастот на популизмот во Централна Европа и одговара на Москва, а проруските сили исто така добро напредуваа во друг агол на Европа. Во Летонија, опозицијската партија, фаворизирана од големото етничко руско малцинство во земјата, доби најмногу гласови на парламентарните избори. Победата на Додик во Босна уште повеќе засили позицијата на Москва во Западен Балкан, бидејќи сега може да блокира секаква стратегиска одлука, ако тоа го каже Путин. Русија жестоко се противи на тоа што повеќе балкански земји се приклучуваат кон НАТО. Западните влади изразија страв дека Русија ги искористила своите историски словенски и православни христијански врски во регионот за да ги подкопа западните политики за интеграција. What we have is a high level of nepotism and corruption and high levels of state capture. This means that actually making closer links with the Western democracies is by nature very difficult. Стратегиската цел на Русија не е да наметне власт над Балканот, туку да се искористат и зголемат постоечките тензии, се вели во извештајот на Европскиот совет за надворешни односи. Руските сојузници на Балканот активно сееа недоверба во западните демократи, презентирајќи ги Вашингтон и Брисел како непријатели кои сакаат да ги уништат нациите од нивниот идентитет и национална гордост, притискајќи ги да се интегрираат во Европската унија. Додик е совршен пример. За него Западот и НАТО се непријатели, додека Русија е пријател полн со почит кон словенските браќа. Во Македонија пак надежите на Соединетите држави и ЕУ дека брзо ќе се постигне договор меѓу Македонија и Грција за промена на името и отварање на патот на земјата во НАТО беа погодени од слабиот одзив на референдумот на 30 септември. Резултатот од гласањето ги зголеми стравувањето од нестабилност во земјата. Русија негира дека се меша во која било балканска или балтичка земја. Сепак, двајца руски воени разузнавачи работеа од Србија во 2016 година, кога се обидоа да организираат државен удар во соседната Црна Гора, за да сопрата земја од пристапувањето во НАТО. Српскиот аналитичар Бошко Јакшич смета дека референдумот не успел во Македонија, бидејќи русите се мешале во претходната националистичка автократска влада. We saw it before in Montenegro. We are seeing it in Serbia. So this is helping Russians to invest minimum and get nearly the maximum of their political influence.